се обидам да не звучам премногу тенденциозно, меѓутоа за првата детска амбасада во Северна Егиша сите присутни тука кои се. Ова е голем настан, затоа што би рекол е редок пример на светско ниво, мислам дека на балканско за прв пат да се институционализира работа на програмата на мировно образование која функционира 30 години со вклучени на 300 професори. Па тука да не ми случи. Вклучени над 300 професори кои поминале базични продолжувачки например тренинзи, обуки, со вклучени 50 училишта. Да, на Балканот за прв пат изставиме еден ваков модули за средното образование, мировно образование. Ова институционализација немаше да се случи ако ги немавме соработката со координативното тело, составено со представници од Министерството за образование и наука, од Бирото за развој на образованието, од Државниот просветен инспекторат, од колегите во мировно образование вклучени и сите вас присутни. Беше голем настан кога ни извести од МОН дека истите овие модули преведени на 7 јазици се поставени на страната на МОН и на страната на ПРО, кои ќе служат како алатка да професорите можат да работат во училиштата. Многу граѓански организации работат на градење на мирот и правење општествени промени и ние сме дел од тој процес. И се надевам дека ќе придонесеме барем малку да може да во контекстот на се што се случува каде што децата се цел и фокус за активна трансформација, би рекол, на конфликти, ни бидат дел од идните генерации кои ќе продолжат со градење на култура на мирот рана детска возраст, па и понатаму. Уште еднаш благодарност до координативното тело, до авторите кои несебично се градија да го подготват овој приучник. И посебно сум горд затоа што ево уште денеска ќе имате пригода да го видите, да го прочитате и официјално ја прогласувам овој настан како можност да кажам уште еднаш. Соработката на граѓански организации со институциите е возможна ако навистина посветено се работи и ако тие кои донесуваат одлуки ценат дека не функционира. Ценат дека тој што тоа го работи навистина верува дека ќе се направи одредена општествена промена. Благодарам. А сега му давам збор на Сафет Незири. Сетам со него беше председател на Комисија за образование во поранешното собрание, каде што официјално подпиша една изјава дека тој ќе се залага да сите деца бидат вклучени во образование и тоа го имаме не само од него, туку и од другите донесувачи на одлуки во тоа време, така да Сафет ти баш се посвети на образованието во целост и мислам дека заслужуваш да бидеш дел од овој промотивен пакет, затоа што се вложи многу. Се сеќавам покрит колку беше радосен кога ни извести дека еве успеавме и во Барао да го поставиме, да ги поставиме внутри поели. Благодарам, драги, за да спас од тебе и од Меджаш, јас немам. Пошто 2006 година ме бркате лево и десно и како председател на Комисија за образование, тогаш е состав на собранието на Република Македонија тогашно. И изгледа тоа ни е судбина пак да се среќаваме и да продолжиме понатаму во делот на издигнување на свеста не само кај нашите ученици и наставници, но и обществената свест за тоа што работиме и кој е нашиот придонес во таа насока. Ве поздравувам сите во име на Министерството за образование и наука и прошен ден след жртва најамните мисии са стигнат Швенцес. Би сакал само неколку збора да кажам
во делот на ролјата, односно улогата, како представник од Министерството за образование и наука, каде што сум јас, колешката Мирјана, колешката Дана, кој што е тука присутна, колешката Наталија, за зборувам во името, нивно име и во името на Министерството за образование и наука. Патот беше долг, во смисла на тоа дека когаш сегаш кога се среќавав со Драги Змијанац и со представници на Мечаши, носта ми го спомнува ова како да направиме, како да се институционализира мировното образование, како да се прошири, како да влезе во сршта на тоа размислување кај нашата младина, како да влезе во улогата секојдневна на наставникот наш во средното образование. Зборевме дури и да се институционализира и на повисоко ниво и пониски ниво на образование во нашиот образовен систем. Верувајте или не дека јас не сум бил голем оптимиста, иако сум имал една доза на оптимизам, дека ќе постигнем после долго време да се институционализира и да го има во веб страната на Министерството за образование и наука модулите за мировно образование, тоа е голем чекор. Голем чекор во таа насока, затоа што веќе нема да работат нашите наставници, условно кажано нелегално, во нивните образовни установи, односно училишта, туку ќе ги има во нивните годишни планирања на секој наставник кој што сака да се занимава со оваа област. Овие модули се така добро концепирани, благодарејќи на нашите автори кои што се тука присутни, нема да ги спомнам со име, али сепак морам да ги спомнам, Совка, Сафет и Зоран, намерно ги кажам овие Зоран, Горан, да, јас се извинувам, кои што ги читате после, кои се тие автори кои што придонеле во ова насока да се институционализира, благодарејќи на координативното тело, кое што е создадено меѓу Меđаши, Породецка баса на Меđаши, и другите релевантни институции, како што Министерство за образование, Државен инспектор, Биро за развој на образованието. Значи, поентата е постигната, целта е постигната, како институции граѓански сектор и државни институции. Сега ни престанува тој дел, барем јас сум оптимист. Лека по лека, овие модули ќе се реализират во наставни активности, слободни активности, проектни активности, како ќе се организира самото училиште, во годишните планови нивни, во плановите на самите наставници. Јас сум оптимиста, драги, дека лека по лека овие модули да бидат воитина и обврзувачки, задолжителни во наставните планови, во некои од наставните предмети. Не мора да биде како посебен предмет, иако не е лошо да биде, али може да се внеса содржини во наставните предмети каде што детето може да се соочува со решенија за надминување на сите препреки, предрасуди, конфликтни ситуации за нивно надминување. Затоа велам дека министерот Јето Шачили смогна сила да подпише и да одобри да се институционализира модулите за мировно образование. Ви благодарам уште еднаш, поздрав од Министерството за образование и наука. Добар ден на сите, мирдите. Вклучително ми е драго што сме денеска тука. Ова е некој символичен начин крај на одбележување на процесот на изработка на првите 4 модули. И истовремено е почеток на зголемена понатамошна институционализација на мировното образование во образовниот систем во Македонија. За жал, мировното образование и покрај сите напори се оно што наставничките го изведуваат и го работат без разлика дали во настава или како во наставни активности, без оглед на сите заложби на Министерството, се уште не е доволно препознаено и се уште не е доволно, не се залагаме доволно за негова поголема примена во образованието. Оно што вообичаено се случува за мировното образование се интересираме кога има некој инцидент, кога има некој случај на насилство во општеството. Тогаш сите очи се вперени во училиштата, барајќи образложение како нешто такво е возможно да се случи. Процесот понатаму иде на префрлување на одговорност, односно вина, кој потврдил. Дали училиштата, дали родителите, дали Министерството за образование не дало
некаква систематска потпора на оно што требало да се работи. Интересот трае во тој период, се до следниот случај на инциденти, во меѓувреме отприлика интересот заминува и работат онака како што работат мала група наставници, одредени проекти, по некоја иницијатива ќе се јави, меѓутоа тоа е далеко од доволно. И ситуацијата во регионот не е нешто подобро. Имаат истите проблеми, се соочуваат со истите населства кои што не можат да ги обласат пред младите луѓе, пред младите и децата, се исправени низ проблеми со кои што очигледно не може да се носат на адекватен, ненаселен начин како што ние би сакале, а не сме патени за пример дека ние покажуваме како нешто треба. Дотолку е потешко да се збори за важност и за тоа како ова ќе се стави во една институционална рамка. Она што е јасно е дека се потребни здружени стили, дека е потребна континуирана работа, не адхок и не само кога се случува нешто. Постојано збориме за некоја превенција и токму овие модули кои што би биле достапни може да бидат еден одговор на тоа превентивно делување. Наместо постојано да се грижиме околу тоа зошто нешто не се случило, да пробаме да ги разбереме корените на тоа што се случува и да пробаме со децата да разговараме со нив за да најдеме начини како ненасилно тоа може да се трансформира. Ова е некаден сериозен обид да се постави институционална основа. Ова е почеток на нова, ќе се надоградува, тие мораат да бидат, што кажува една учесничка на програмата, да има доволно слобода да го задржи духот и шармот на мировно образование, а истовремено да има доволно институционална рамка за да се признае работата и да се препознае работата на наставниот кадар кој е вложена со години во ова. Втора работа која што е важна и која што сметам дека може да помогне повторно ова поставување на модулите. Оно што недостасува е помтење, запис, траг, институционална трага на она што се работи. Најчесто, оно што се работи не стига до пошироката јавност. Иако има доста проекти и доста наставен кадар кој што работи, не е видливо. Станува на ниво на училиште и завршува тогаш кога проектот завршува. Доколку поставиме тој некој тип на обид на институционално памтење, работка на надоградба, секоја следен напор би требало да биде полесен. Би го избегнало на чувство дека секогаш одново почнуваме да работи. Мировната работа не почнува од нас. Ние се надоврзуваме на нешто што претходно е работено. Истовремено со нас некој друг некаде работи нешто што е вредносно на линија со ова што ние го работиме. И затоа е добро да ние се умрежуваме, градиме контакти едни со други и имаме институционална поддршка во сето тоа. Ова се надевам дека ќе биде обединувачки момент, дека ќе може да ги користат сите наставници и наставнички без оглед дали се од програмата или не се од програмата, дека ќе расте и ќе се надоградува самиот пристап, но и модулите или следните модули кои што допрва ќе следуваат. Верувам дека образованието може и треба поинаку да образува и воспитува. И дека ова е еден конкретен придонес, еден конкретен обид да не се помириме и да не делуваме после нештата што ни се случуваат, да градиме едно поинакво општество, по-хумано, по-добро општество за сите. Ви благодарам. Фала на вниманието. Për mua është viti 7 që jam në programin për arsim paqësor dhe gjatë këtij rrugtimi kam njohur mësues nga të gjitha anët e vendit, të cilët me përkushtimin më të madh mundohen që t'i përshtaten edhe ndryshimeve të kohës, por edhe të ecin në hap me ato dhe të jenë sa më të kapshëm për nxënësit dhe sa që t'i zgjidhin atë problemet ose sfidat të cilat të dalin përpara në mënyrë më kreative. Metodologjia të cilën e ka arsimi paqësor, unë ndihmon, domethënë ajo se unë vetëm e përqoj atë se çfarë e kam akumuluar gjatë këtyre viteve.
Metodologjia u ndihmon për vetëdijsimin, për përgjegjësinë të cilën e kemi, por edhe për zgjidhjen e konflikteve. Shpeshher e them këtë sepse ne jemi më tepër ajo mënyra se si jetojmë dhe si veprojmë, se sa ajo se nga vijnë edhe gjuha dhe ajo identitetet të tjera të cilat ne i përkursojmë. Arsimi paqësor përveç që është një program i cili mbështetjet e gjejmë më tepër mësimdhënës, është edhe një rrjet komunikimi dhe lidhje ku mësimdhënësit ndajnë në rrjetet e ndryshme sociale nevojat të cilat ato i kanë, i ndajnë ato informacionet të cilat janë të përbashkëta dhe shpesh japin sugjerime njëri tjetrit se si kanë ndikaluar situata të caktuara. E di që rruga nuk është e lehtë, dhe zakonisht gjërat e mira nuk vinë aq lehtë sa ne do të kishim dashur që të vinë. Dhe ato vinë me hapa mjaft të vogla. Dhe vetëm se jam e sigurt se për këtë rrugën e hapin një varë mjaft e madhe, si nga shoqëria, por edhe si nga vetë institucionet i jepet të mësimdhënësve. Dhe e bëjnë rrugën, e bëjnë punën ashtu si do të kishim dashur edhe do të kishim dashur. Ne i kurajojmë se me të vërtet në mesin e mësuesve kemi qevahir të cilët disa herë edhe nuk janë të vlerësuar atësisht. Ju falenderit. Tani në panelin e diskutimit do të kemi autorët e moduleve të cilët i strukturuan në bazë të asaj se si është e nevojshme në procesin arsimor. Sofka Koceva, Safet Ballashi dhe Goran Bozhicevic do të na kyçet nëpërmjet lidhjes Zoom. Do të flas në gjuhën kroate, mirë po do të ketë përkthim, kështu që ato që kanë nevojë lirisht mund të shërbejnë me përkthimin. Ju falenderoj.